Вице-премиере, денеска бевме дел од делегацијата која што го следеше објаснувачкиот скрининг за поглавијата 21 и 14. Тоа се поглавија за животна средина, ама најмногу денеска го следевме тоа што се однесува на транспортот. Колку ова поглавје на транспортот и тоа на животната средина што треба следните денови да биде се важни за Северна Македонија и дали очекуваме финансиска помош за спроведување на овие поглави? Трансевропските мрежи и транспортната политика се клучни елементи на преговорите, особено на кластерот 4 зелена агенда и одржливо поврзување. Тука практично тоа е суштината на инфраструктурниот развој на државата во текот на преговорите, но тоа е исто така и суштината на поврзувањето на сите оние правци и коридори низ Северна Македонија. Тоа се поглавијата кои што треба да не стават на мапата на транспортните мрежи на Европската унија и кои што ќе ни овозможат на равноправни основи и под исти услови да учествуваме на европскиот пазар за сите оние слободи на движење, на трговија и на трговија на стоки и услуги и на воспоставување на економска динамика. Тие се клучните и тие се суштината. Секако тоа е поврзано со животната средина и сето тоа да биде базирано на обновливи извори на енергија и да биде базирано на заштита на животната средина. Најголемите инвестиции од преговорите се токму тука во оваа област. Ние до сега, ако погледнете сликата за ИПА 2 и за ИПА 3, ќе видите дека најголемиот дел од средствата се фокусирани на базичната инфраструктура на водовод и канализација во секое место во Северна Македонија или во најголем број места, но исто така и довршување на клучните коридори, коридорот 8 кој што поврзува Јонското море со Црното море и коридорот 10 кој што веќе е финиширан, може да доживее некоја надградба, меѓутоа тоа е оној коридор што оди од нашата северна граница со Србија до јужната граница со Грција. Тие коридори и тие патни мрежи низ Северна Македонија и инвестицијата во нив треба да не стават на мапата на Европа и на ЕУ за да станеме дел од таа целина. Инаку, ако ги погледнеме инвестициите, како што реков, од ИПА 2 и ИПА 3, ќе видиме дека покрај на ова што го спомна, фокусот е исто така и на довршувањето на патните правци, фокусот е исто така и на еднаква дистрибуција на центрите за менаџирање со отпад низ целата држава. Крајната цел на овие политики е Северна Македонија поврзана со инфраструктурно со ЕУ и Северна Македонија со чиста животна средина. Иако денеска фокусот беше претежно на овие две поглавија, сепак не изостанавме да дискутираме и со дел од луѓето кои што се задолжени за патот на Македонија кон Европската унија, кои што работат на документите, значи во однос на измените на уставот, односно проблемот кој што го имаме со Бугарија и нејзината блокада. Иако ни беше кажано дека во најголем дел во според нивните истражувања и според нивните извештаи, генерално во Северна Македонија нема проблем со вклучување на малцинствата во уставот. Сепак политичките состојби и во двете земји верувам дека создаваат дополнителна блокада. Кои се очекувањата во идниот период? Видите, ние концептуално сме го решили ова уште пред повеќе од 20 години, дефинирајќи го уставот, нашиот устав, сосема поинако веројатно многу други држави. Нашиот устав е дефиниран на темел на мнозински народ македонскиот и повеќе заедници, етнички заедници кои што ги имаат и уживаат истите права. Тој концепт е направен уште 2001 година. Тоа значи дека Северна Македонија е дом за сите граѓани, без разлика како се изјаснуваат етнички. И денес, 20 и нешто години по промена на уставот во оваа смисла, не гледам причина зошто би било проблем да се додадат во таа низа од 6-7 етнички заедници кои веќе се во уставот, да се додадат уште неколку, како што се хрватите, црногорците и бугарите, и доколку има потреба и други се разбира, со цел да ја комплетираме оваа обврска. Таа обврска
кое што сме прифатиле во преговарачката рамка, на ниту еден начин не го редефинира нашиот државен и уставен концепт, ниту на никој начин не загрозува нашата позиција и нашиот идентитет. Тоа што тактички, од политички причини, опозицијата тактизира и тврди дека е тоа некакво предавство, тоа не може да биде предавство, бидејќи тоа е нашата суштина во Уставот уште пред повеќе од 20 години, тоа е концептот кој што на некој начин ја спаси државата од понатамошен конфликт. Затоа мислам дека тоа е само политичка игра на која што опозицијата ја користи за политички поени, а реално нема пречка тоа да се заврши и да продолжиме понатаму на патот кон ЕУ, да ги продолжиме преговорите, да ги отвориме поглавијата, да ги отвориме кластерите и што побрзо да го скратиме тој пат. Знаете, ние премногу чекавме во изминативе години. Вистина е дека неправедно бевме блокирани од нашите соседи. Вистина е дека направивме крупни отстапки во нашиот евроинтеграцијски пат, но токму заради тоа и заради сето она што го имаме вложено до сега, треба да ги изодиме и овие чекори, бидејќи нашата стратешка определба нема да дојде сама од себе, туку ќе дојде само доколку ги надминеме пречките. Тоа го видовме со НАТО. Ние се надевавме повеќе од 10 години на членство во НАТО спод некаква лажна надеж дека Грција ќе се откаже од своите барања, а со тек на време нашите позиции не стануваа подобри, напротив стануваа полоши. Ние денес не сметаме дека тоа суштински е некаква наметнато барање од Бугарија, туку тоа е нешто што нам треба да не биде во интерес да го направиме за да од една страна направиме дистинкција помеѓу македонскиот народ и бугарите, од друга страна да ако одредени групи на граѓани бараат да бидат во уставот, тоа да го направиме затоа што сме сепак и отворена, и слободна, и демократска држава, која што секогаш била, да речам, предвесник или била најуспешна во зачувувањето на правата на заедниците и во развивањето на правата на заедниците. Наскоро се очекува извештај за поглавјето број 1. Дали не очекуваат некакви изненадувања таму, некакви нови блокади? Скрининг извештајот за кластерот 1 не очекува некаде во текот на пролета. Тој кластер в темелни вредности опфаќа повеќе поглавја, клучни поглавја, таму се поглавјето 23 и поглавјето 24, правосудство и темелни права и правда, слобода, безбедност, но има и таму економски критериуми, има борба против корупција, тоа е на вистина клучно поглавје. Врз основа на тој извештај, ние ќе треба да ги комплетираме оние така наречени патокази за владење на право за јавна администрација и за функционирање на демократски институции и тие задачи практично да се ги зацртаме за наредните 7 години до членството во Европската унија. Изненадување не очекувам длабинска анализа и длабински задачи во сите области, од реформи на одредени институции, подобрување на нивниот учинок во нивната работа, подобрување на условите во нивната работа, до некои обврски во смисла на законски измени, но очекувам клучно да биде подобрување на начинот на кој што се имплементираат законите, начинот на кој што функционираат судството и обвинителството и некои други институции поврзани со владењето на правото.